Поради неусогласување на платите со порастот на минималната плата, Сојузот на синдикатите на Македонија по долго предупредување поднесе тужба против владата. Од таму Залфа вела дека се уште не ја добиле. Во меѓувреме ССМ предупредува ако битката не ја добијат пред домашните судови, одати во Страсбур. Не посочуваат колку ќе тежи тужбата, но вела дека државата многу ќе изгуби. Ќе плаќа судски трошоци, а на крај работниците ќе го добијат заслуженото. Вела дека со ваквиот игнорантски чин се дискриминираат голем број вработени како во јавниот, така и во приватниот сектор. Таа грешка ќе биде исправена, но на жал за овој начин каде што државата ја тужиме, на овој основен граѓански суд и верувам во судевите дека ќе добиеме и ќе исправиме оваа неправда, а нашите работници ќе си добијат платите согласно закон, тоа е усогласување на сите останати плати, како во приватниот, така и во јавниот сектор. Неусогласувањето на колективните договори со законот за минимална плата е и причина и за штрајк во јавниот сектор кој трае веќе 3 месеци онаму каде што нема усогласување на платите. И за прв пат во историјата ова се случува да трае толку долго време, а згора на се владата одбива да разговара со работниците. Постапувајќи на овој начин, владата го наруши принципот на еднаквост на граѓаните и работниците, кој е уреден во член 9 од Уставот на Македонија во однос на остварувањето на нивните права и обврски, кои произлегуваат од работниот однос, велат од ССМ. И додека владата ја чека тужбата од ССМ, не кажуваат кои конкретни чекори ќе ги преземат во меѓувреме. Вела дека тоа ќе се знаело откако ќе се утврдела методологијата. До владата досега не е пристигната тужбата, оттаму не сме запознаени со содржината. Во однос на другите прашања, како што работниците во одредени сектори добиваат повисоки плати, така соодветно штом заврши започнатиот процес за утврдување на методологијата за пораст на платите во јавниот сектор, ќе добијат повисоки плати и одржлив механизам за натамошни усогласувања, велат од владата. И додека власта ни мува неја лази околу реалните проблеми на работниците, синдикалците се видно револтирани што надлежните биле толку лежерни. Наспроти овие лажни ветувања, од овој месец повисоки плати за 5% добија вработените во МВР. Потоа повисоки плати за 15% добија и просветните работници, додека пак сите други работници, за жал, оставени се на цедило. Инаку синдикалците со месеци протестираат пред владата, собранието, министерствата и бараат одговорности и оставки, но барем засега ништо тоа не вроди со плод и се пропадна во вода.